Урбанизација на маргинализирани групи во местната заедница Перочичо и енергетска ефикасност на колективни стамбени згради се двата значајни проекти што годинава општина Куманово ги реализира со Хабитат Македонија. Врз основа на меморандумот за соработка, општина Куманово во согласно со станарите ќе покрие 30% од трошоците за енергетски ефикасно реновирање на стамбените згради. За обнова на колку и кои стамбени објекти и фасади станува збор од изјавата на Горан Митевски, раководител на секторот за евроинтеграција и меѓународна соработка. Со Хабитат Македонија имаме два проекти значајни кои што се едниот се реализира, па и двата се реализираат во општина Куманово. Првиот е за урбанизација на маргинализирани групи во местна заедница Перочичо, каде што се изработува урбанистички план и тоа се финансира од нивна страна. Вториот проект е многу значаен и е со Хабитат Македонија и ОСС Хабитат, така, значи One Stop Shopping, каде што се однесува на енергетска ефикасност на колективните стамбени згради. Ние како општина Куманово прво имаме меморандум за соработка со Хабитат, второ потпишавме договор за реализација на овој проект, учествувавме, аплициравме, добиени се доста големи средства, каде што ние, општина Карпуш и општина Кочани, сме дел од тој проект. Реализацијата првично почна во Карпуш, во Скопје, не знам до која фаза се, меѓутоа кај нас се однесува на распишување на тендер минатата година, каде што се пријави, односно јавен оглес, каде што се пријавија некаде околу 14 субјекта, кои што се повеќето од централно градско подрачје, а има и од поширокиот дел на град Куманово. Интересно е дека се тоа улица Ленинова, Народна револуција, Иво Лола Рибар, има неколку згради на Моша Пијаде, на Титова Митровачка, на Драган Стопаревиќ, на Благи Илиев Гуне. Меѓутоа, при одабир на конкурсните правила и, мислам, комисијата која што беше формирана, беше ранг листа направена и сега во прва фаза, мислам оваа година, што ќе биде реализација 26-та година, изберени се проектантите ги работат веќе проектите на зградите, кои што се во првиот дел на овиот 14, првите 6 згради, тоа се улица Ленинова број 2, тука е Иво Лола Рибар број 18, плоштад на Нова Југославија, последниот влез кој што не е реконструиран, тука е Народна револуција број 1, комплетно со библиотеката и сите 4 влеза, Народна револуција број 30, каде што се и двата влеза, едниот е реконструиран, третиот, и Димитрije Туцовиќ, кој што е спроти општината, таа зграда, која е во централно градско подрачје, меѓутоа е малку на. Така да, сега почнува втората фаза во реализација, каде што ќе се изработи техничка документација, тоа го финансира Хабитат и они ги избра проектантите, ќе се реализира, значи, и ќе се аплицира за дозвола, која ќе се добие одобрение за реконструкција на фасадите, на станарите ќе им се предаде предмери пресметката, да си одберат кои изведувачи ќе им ги вршат работите, ќе се случуваат договори за финансирање, кофинансирање. Ние, како општина Куманово, средствата не ги даваме на изведувачите, не ги даваме на станарите, туку ги префрламе на Хабитат, така да заеднички таа цела реализација ќе биде со Хабитат Македонија. Мислам дека тоа ќе биде во 2026 година, во 2027 година ќе се завршат останатите згради кои што поднеле да не бидат разочарани, затоа што сигурно не можеме ние одеднаш сите да ги реализираме. Во средствата, во буџетот за наша поддршка, затоа што општина Куманово
се обвржат на 30% учество на сите овие активности, така да со поддршка на станарите, така да ние тие средства во буџетот ги имаме обезбедено и како ќе оди реализацијата, така и ќе ги префрламе на Хабитат Македонија.